Ова се настаните од денес. Жители на Долна Лакочереј бараат квалитетно снабдување со вода. Амбасадорот на Франција во прва официјална посета на општина Охрид. Во недела бесплатни анонимни тестирања и подигнување на свесноста за хепатитис во Охрид и Струга. Презентиран проектот за изградба на колекторот од Радожда до Калишта. УНЕСКО предлага забрана на смарт телефоните во училиштата. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно сончево со локална облачност, ветровито и посвежо со пад на дневните температури кои ќе бидат и онака под повеќегодишниот просек за овој период од годината. Максималната ќе достигне само 24 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон петок времето ведро, ветровито и свежо со дополнителен пад на температурата. Утре во северозападна, северна, североисточна и централна Европа времето умерено облачно и нестабилно со дожд, грмотевици и локална појава на невреме. Во останатите делови од Европа ќе преовладува сончево време со локална облачност и топло. Утре на Балканскиот полуостров времето претежно сончево, ќе има појава на локална облачност, но ќе биде потопло. Максималните температури ќе бидат во пораст и во границите на повеќегодишниот просек за овој период од годината. Максималните во интервал од 27 до 32 степени. Во Македонија во петок свежо утро со утрински температури кои ќе бележат пад, ќе се движат во интервал од 5 до 16 степени, а во текот на денот времето сончево и потопло. Дневните температури во пораст, а ќе дува и слаб ветер од променлив правец. Максималните дневни температури во Македонија од 27 до 35 степени, а УВ индексот со вредност 8. Во Охрид во петок свежо време со температура до 12 степени, а во текот на денот сончево и топло со максимална дневна температура од 28 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота и недела свежи утра со 15-16 утрински температури, а во текот на денот сончево и топло време со дневна температура од 30 до 32 степени Целзиусови. Во понеделник не очекува претежно сончево време. Ќе има и појава на локална облачност, но ќе биде топло. Попладне ќе има услови за слаб и локален дожд, минималната 18, максималната дневна температура 29 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпа Инвест. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Лепи, зацврстува, запечатува. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Бизон Полимакс. Ново Бизон Пурпени. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој. Веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока,
Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Ова лето, сладко лето охридско со Плазма. Тамаро Супер Радио и највкусните Плазма, Плазмикс и Уелнес и ова лето ќе подаруваат и забавуваат. Многу награди, врвна забава, најмлади Плазма кувари, хуманитарна Плазма сладкарница, Плазма чаршиска сладкарница се само дел од настаните со кои ова долго и топло лето ќе уживаме во прекрасниот Охрид. Уште и Плазма Лейк Крузинг и секојдневни награди на Супер Радио. Ова лето, сладко лето охридско со Плазма. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Оровник. Вршиме прегледи и испитувања на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории. Изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг село Оровник. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Жители од селото Долно Лакочереј се жалат на проблем со снабдувањето на вода за пиење и со квалитетот на водата во деновите кога ја има. Првиот човек на јавното предпријатие Водовод Охрид, Маријан Ристецки, информира дека станува збор за поголем дефект со пумпите кој веќе е решен. Жителите на селото уште од денес ќе имаат соодветно водоснабдување. Во период кога се апелира за совесно користење на водата, Ристецки најави дека во соработка со инспекторатот отпочнате увид за тоа како се користи водата во тој дел од Охрид. Сашо Точков пак од Центарот за јавно здравје информираше дека во селата Долно и Горно Лакочереј анализи се извршени на 10 и 11 јули и водата е со одличен квалитет. Делови од Охридското село Долно Лакочереј деновиве без вода. Жителите кои живеат во повисоките делови од селото револтирани велат дека мака мачат да се справат со извршувањето на основните потреби. Вода за пиење купуваат, а за технички потреби носат вода од селската чешма. Не информираа дека за проблемот уште пред една година реагирале и до градоначалникот и до раководството на јавното предпријатие Водовод Охрид, но решение не било најдено. Велат дека редовно си ги плаќаат сметките и сакаат квалитетно снабдување со вода. Тешко е да се живее на овие температури без вода, велат жителите на Долно Лакочереј. Добиваме 4 месеци во годината редовно вода, 8 ги немаме. 160 куќи, значи што живеат тука, просек околу 300 до 400 луѓе. Дел од нив веќе почва да заминуваат од вакви проблеми, не од друго. Немаат вода,
Од денеска и нема да иструја. Долг период, онако воопшто немаме вода. Знаеш како? А периодот кога ќе она ги дојде онако водата, точно е тоа. Знаеш како? Прво е водата матна, второ, знаеш како? Притисок, воздух, знаеш како? Доаѓа вода, се губи вода, а тоа трае онако дневно 2 пати по 1 сат. А вода од миливајецот поќе и купиме за своји потреби, за домашни, а за во ВЦ полниме од миливајецот вода, тука што е природни што течи, и на тој начин. Или кој ќе дојде вода, полниме во бурина, па така да во ВЦ да ојме. Плаќаме вода, а притисок само немаме ни вода, само воздух плаќаме. И да дојде малку, пуфтат и казанче се чини ќе одлетат и бойлери, све и машини, ништо не можеме да уклучиме. За случајот го контактиравме и директорот на јавното предпријатие Водовод од Охрид Маријан Ристески, кој не информираше дека проблемот со водоснабдувањето во ова село е резултат на поголем дефект со пумпите, кој веќе е решен. Жителите на селото уште денес ќе имаат соодветно водоснабдување. Нашите служби излегоа на терен. Утврдено е прегорување на потопната пумпа. Истата е извадена. Набавена е нова пумпа, поставена е, меѓутоа во овој период се прави во моментот плакнење на самиот бунар и се надевам дека во текот на денов ќе се стабилизира водоснабдувањето во Долна Кочари. Во период кога се апелира за совесно користење на водата, Ристески најави дека во соработка со инспекторатот отпочнате увид за тоа како се користи водата во овој дел од Охрид. Нашите луѓе веќе неколку дена се на терен излезени и токму на потегот на Горна Лакочере, Долна Лакочере, Лесковец, Стобекс, така да нашите служби се на терен. Ќе се сумираат податоците и ќе видиме какви се податоците на терен. Нормално во консултација со комуналните инспектори ќе видиме онаму каде што постои материјал ќе може да се поднесе и или прекршочна или кривична постапка за оние кои што ја злоупотребуваат водата. Што се однесува до информациите на жителите на Долно Лакочере за квалитетот на водата во овие села, Сашо Точков, директорот на Центарот за јавно здравје, не информираше дека резултатите од тековните испитувања за квалитетот на водата во ова село зборуваат дека водата за пиење е со одличен квалитет. Ние вршиме континуирана контрола на квалитетот на водата во градскиот водовод, секако и во селата кои што се приклучени на градски водовод или имаат собствен водовод. Во селата Долно и Горно Лакочере анализите се вршени во јули месец, на 10 и 11 јули. Водата е со одличен квалитет, значи имаме хлорирана вода, дезинфицирана, немаме никакви наоди на патогени бактерии, а во летниот период имаме почесто пријави од страна на жители на тие села дека водата е матна, значи црвеникава. Тоа се должи на зафати кои што доколку не се официјални најавени од Проаква, се од некои неодговорни, можам да кажам, луѓе кои што на собствен ризик, односно на собствена рака, вршат приклучување, диво, како што го нарекуваат луѓето. Точков со апел до жителите кои гравитираат во овие села, доколку приметат дека водата од чешмите е заматена, да остават таа да истече, но доколку е матна и после 2-3 минути, да го информираат јавното предпријатие Водовод Охрид или Центарот за јавно здравје од Охрид. Амбасадорот на Франција во Република Македонија Сирил Бомгартнер во прва официјална посета на општина Охрид. Градоначалникот Кирил Пецаков денес оствари протоколарна средба со амбасадорот на Франција во Република Македонија Сирил Бомгартнер, кој беше во прва официјална посета на општина Охрид. Главна тема на средбата беше реализација на иницијативата за воспоставување поголемо меѓународно партнерство меѓу општина Охрид и општина Бонди од Париз. Беше потенцирано дека ова соработка ќе придонесе за продлабочување на пријателството помеѓу македонскиот и францускиот народ и ќе обезбеди нови можности за заеднички проекти, особено во насока на промоција на ликот и делото на светски познатиот научник доктор Анастас Коцарев.
Амбасадорот и градоначалникот разговараа и за приоритетните инфраструктурни проекти на кои работи општината со посебен акцент на проектите за заштита и зачувување на животната средина Охридското езеро и исполнување на препораките на УНЕСКО. Исто така се разговараше за конкретни активности во делот на образованието и интересот за изучување на францускиот јазик во основните и средните училишта во Охрид, информираат од локалната. Двајцата соговорници ја потенцира и важноста на континуираната поддршка од страна на француската амбасада за фестивалот Охридско лето. Во рамки на годинешната програма на 3 август во црквата Света Софија ќе се одржи француска вечер на која ќе настапат врвните француски пијанисти Ан де Зомбе и Уго Леклер. 28 јули се одбележува како Светски ден за борба против хепатитисот во рамки на кампањата за подигнување свесноста на населението. Во недела 30 јули во Охрид и Струга ќе се спроведат бесплатни анонимни тестирања за хепатитис Б, С и ХИВ, како и скрининг на црниот дроб со најсовремен еластограф. Еден од најголемите предизвици во борбата против хепатитисот е превенцијата и раното откривање. За таа цел Министерството за здравство во соработка и партнерство со Хепар центар Битола и Редко е да си редок Сдружение за ретки болести Охрид во соработка со универзитетските клиники за гастроентерохепатологија, инфективни заболувања, дигестивна хирургија, онкологија и интервентна радиологија ќе спроведат кампања низ 8 градови во Македонија. Во Охрид и Струга кампањата ќе се спроведе на 30 јули недела. Во Охрид од 9 до 11 часот на градскиот плоштад, а во Струга од 18 до 20 часот на градскиот плоштад во близина на мостот на поезијата. Во амбулантно возило од ургентниот центар опремено со најсовремени тестови за тестирање на хепатитис Б, С и ХИВ, како и најсовремен еластограф, ќе се изведува бесплатен и анонимен скрининг на граѓаните за црниот дроб. Нашата мобилна единица ќе обезбедува тестирање за хепатитис Б и С, како и ХИВ и еластографија, неинвазивна диагностика базирана на ултразвук која се користи за мерење на лузни оштетувања на црниот дроб или фиброза, предизвикани од најразлични заболувања на црниот дроб. Оваа иницијатива ни овозможува да стигнеме до поголем број на луѓе и да го препознаеме заболувањето во рана фаза, што е од суштинска важност за успешно лекување, велат организаторите. На кампањата ќе бидат представени и резултатите од најновите истражувања и напредокот во лекувањето на хепатитисот Б и С, како и црнодробниот карцином. Организаторите го најавуваат и отварањето на првиот црнодробен центар во нашата земја, опремен со најсовремена диагностика и современа терапија, што ќе овозможи зголемување на шансите за излекување и подобрување на квалитетот на живот на овие пациенти. Во Охрид започна летната школа по македонски јазик за децата на нашите иселеници. 30 ученици од Норвешка, Малта, Словенија, Франција, Германија, Соединетите Американски држави, Русија, Австрија и Србија следните 6 дена ќе следат настава по мајчин македонски јазик, спортски активности и посети на културно-историски знаменитости во Охрид. Директорот на Агенцијата за иселеништво Слободан Близнаковски ги поздрави учениците, им заблагодари за интересот за учество и учење на мајчиниот јазик и им посака пријатен и незаборавен престој во татковината. Презентиран проектот за изградба на колекторот од Радожда до Калишта, министерката Шукова, градоначалникот Рамис Мерко, представници на местни заедници и еколошки друштва разговараа за постапката за прогласување на Јабланица за заштитено подрачје од ранг на национален парк и за проект за довршување на колекторот на Охридското езеро од Струшка страна. Министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова вчера беше во работна посета на општина Струга. Во салата на градскиот совет, министерката и градоначалникот Рамис Мерко, представници на местни заедници и еколошки друштва разговараа за постапката за прогласување на Јабланица за заштитено подрачје од ранг на национален парк и за проект за довршување на колекторот на Охридското езеро од Струшка страна. Во рамки на средбата со министерката Шукова беше презентиран проектот за колекторскиот систем од село Радожда до село Калишта, втора категорија, почнувајќи со давањето на дозволата за градење.
Предметниот проект се изготвува повеќе од 2 години и ќе се реализира во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање, кој истовремено го поддржува со финансиски средства, велат од општина Струга. Со изградба на оваа траса ќе биде комплетиран колекторскиот систем за заштита на Охридското езеро од отпадни води за струшкиот дел од Езерскиот брег, почнувајќи од Радожда до после реката Сатеска, каде завршува територијата на општина Струга. На работната средба во општина Струга се разговараше и за иницијативата на локалното население за прогласување на планината Јабланица за национален парк. Се потенцираа вредностите на оваа планина, што е исклучително важен природен ресурс кој има потреба од највисоко ниво на заштита и зачувување, кој во исто време нуди многу можности за социоекономски развој, како и за обезбедување на потребните предуслови за започнување на постапката. Нова авиолинија Скопје-Сараево од октомври. Грчкиот национален авиопревозник Aegean Airlines од 2 октомври годинава ќе воведе нова авиолинија од меѓународниот аеродром Скопје до меѓународниот аеродром Сараево, најавуваат од ТАФ аеродроми. Ќе има 3 лета неделно, секој понеделник, среда и петок, до крајот на летниот ред на летање за 2023 година, односно до крајот на октомври. Времето на поаѓање од Скопскиот аеродром ќе биде во 19 часот, со време на пристигнување на аеродромот во Сараево во 20 и 10 часот, додека времето на поаѓање од аеродромот во Сараево ќе биде во 20 и 50 часот, со време на пристигнување на Скопскиот аеродром во 21 часот и 50 минути. И во текот на зимската сезона, времињата на пристигнување и заминување ќе бидат слични. Резервацијата на авионски билети е достапна на веб страната на Aegean Airlines и преку туристичките агенции, информираат од ТАФ аеродроми. Промоција на книгата Боите на мојата музика и концерт на Камерниот оркестар на музичка младина на Македонија Саша Николовски ѓумар. Вечерва на Охридско лето. Книгата Боите на мојата музика од авторите Снежана Анастасова Чадиковска и Марко Коловски ќе биде промовирана денеска во рамките на програмата на 63-тото издание на фестивалот Охридско лето. Промоцијата ќе се одржи во предворието на црквата Света Софија со почеток во 19 часот. Книгата Боите на мојата музика е приказна за животниот и творечкиот пат на Снежана Анастасова Чадиковска, истакната пијанистка, пијано-педагог, музички публицист, аниматор и организатор. Камерниот оркестар на музичката младина на Македонија Саша Николовски ѓумар ќе концертира во црквата Света Софија со почеток во 21 часот. Диригент на вечерта ќе биде Иван Еминовик, а солист Марија Ташевска сопран. Камерниот оркестар на музичката младина на Македонија постои 37 години и е основан како прв сегмент на летниот музички камп на музичката младина на Македонија во Охрид во 1986 година. Повеќе од 400 млади музичари биле дел од овој уникатен состав. Оркестарот има остварено повеќе од 100 концерти, добивајќи голем број позитивни критики и признанија, а на неговиот репертоар, покрај делата од светската класика, свое место наоѓаат и делата на современите македонски композитори. Следуваат вестите од светот. Војската во западноафриканската држава Нигер на националната телевизија објави дека врши државен удар, истакнаа дека го распуштиле уставот, ги суспендирале институциите и ги затвориле границите на државата. Председателот на Нигер, Мохамед Базума, е задржан во палатата во главниот град Ниамеј од председателските гардисти, а регионалните лидери организираа брза посредничка мисија за да се обидат да спречат уште едно потенцијално грабење во Западна Африка. Африканската унија и Западноафриканскиот регионален блок ЕКОВАС го осудија како што нарекоа обидот за државен удар, повикувајќи ги бунтовниците да го ослободат Базума и да се вратат во нивните касарни. САД повикаа на ослободување на председателот, а Европската унија, Обединетите нации, Франција и други го осудија бунтот и рекоа дека со загриженост ги следат настаните. Економската заедница на Западна Африка, ЕКОВАС, соопшти дека остро го осудува обидот да се преземе власта со сила во Нигер. Рускиот министер за одбрана Сергеј Шојгу се сретна со севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун, со кого разменија мислења за глобалната и регионалната безбедност, соопшти Руското министерство за одбрана. Посетија изложба на оружје и воена опрема во Пјонкјанг. Јужнокорејската новинска агенција Јонхап пренесува дека Шојгу на средбата му предал на Ким Џонг Ун писмо од рускиот председател Владимир Путин. Ким Џонг Ун заедно со Шојгу и членовите на руската воена делегација ја посетија изложбата на оружје 2023. Тој му
го покажа на рускиот министер, најновото северно-корејско вооружување вклучувајќи интерконтинентални балистички ракети, мобилни лансери, нивни мобилни фрлачи, тенкови и оклопни возила. Два примери на беспилотни летаа привлекува посебно внимание. Според агенцијата се претпоставува дека Северна Кореја би можела да ги користи информациите добиени при хакерски напади за изработка на дронови. Во Американскиот конгрес, во надзорниот комитет на представничкиот дом беа сослушани тројца сведоци, свиркачи, кои зборуваа за неидентификувани летачки објекти, често нарекувани неидентификувани воздушни феномени. Пренесува BBC. Девид Граш, поранешен разузнавач на Американското воено воздухопловство на сослушувањето, изјави дека владата на САД ги заташкува истражувањата за НЛО и истакнати сите податоци што ги имал ги предал на генералниот инспектор. Технологијата со која се соочивме беше многу посупериорна од се што ние имаме, изјави Граш, говорики за неговата средба со НЛО во 2004-та. Додаде дека американската влада поседува не само НЛО, туку и остатоци од нечовечки пилоти на тие летала. Тврди дека ги знае точните локации каде се наоѓа таа технологија и наведе дека тие локации ги доставил на генералниот инспектор, а некои на националните одбори. УНЕСКО предупредува дека прекумерното потпирање на технологијата во образованието може да биде непродуктивно, па дури и штетно доколку се меша во стекнувањето основни вештини како што е читањето. Учениците треба да учат за технологијата во светот, но наставниците треба да внимаваат претерано да не користат технолошки помагала во наставата, предупреди УНЕСКО во својот најнов извештај. Додаваат дека има малку цврсти докази за додадената вредност на дигиталната технологија во образованието. Во извештајот УНЕСКО силно предупредува на технологија во стекнувањето традиционални клучни вештини кои всушност би можеле да им помогнат на децата да избегнат некои од замките на современиот дигитален свет. УНЕСКО забележа растечки тренд на забрана на паметни телефони во училниците. Секоја четврта земја веќе има донесено закони и прописи во оваа насока. Присуството на телефони во училницата може да биде многу вознемирувачко. Забранувањето на паметните телефони во училиштата дури и во либералните земји како Холандија беше интересно и изненадувачко откритие за истражувачите на УНЕСКО. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!